Познатите и непознати аналитичари зад скриените следбеници на Путиновата доктрина, отворените љубители на мултиполаризмот, без никаква дилема и со огромна увереност, сметаат дека браќата од истокот нема да дозволат да падне братот Башар. Они контролираат неколку четврти, градски квартови во Алепо и ја зазедоа и касарната, војната база на регуларната сиријска армија, но во раните утрински часови, вчера, денес и овие наредни денови се очекуваат руските воени сили подржани со авиација и подржани со регуларната сиријска армија да извршат контраудар. Таа илузија и тоа големо познавање на геополитичките движења траеше ептен кратко. Мораше да се премине на ново сценарио во кое изземањето од одговорноста на неголемата Асадова потпора стана иманентно. Ако самата сиријска војска не е спремна да се бори и да гине за својата држава, па не може русите сега да излагаат или иранците или другиве поголеми сирици од сириците. И не само што се прави се за да се оправда ваквото сојузничко пуштање низ вода, туку се креираат и демонстрираат интересни тези според кои ова е перфектен стратегиски потек од кој треба да се учи. Русите изигра брилијантно, ги подучија дури и иранците, кои што се многу поимпулсивни, потемпераментни, кои што можеа да влетаат во стапица веднаш, за да може после Израел да ги бомбардира, си застанаа пострана, не сакате баш ова, си го евакуира. Освен блескавиот потек со кој му обезбедија сигурна куќа на Асад, според нашите експерти, суперсилата која докажа својата моќ во Сирија не застанува, па со сето победничко искуство сега се нуди да биде заштитник на други држави и нации и на други континенти. Има средба на рускиот амбасадор со Венецуелското министерство за надворешни работи, а исто и во Никарагуа и сега така се зборува за база, руска база во Никарагуа, да. Некогаш не е потребно да имаат и формална база, бидејќи оние од неформалната веќе им се закануваат на тие што се сомневаат во моќта. Според нив, Македонија мора да се опамети, бидејќи со однесувањето предизвикува. Ние стануваме веќе легитимна по меѓународното право цел врз нас да падне орешник или било кое тактичко нуклеарно оружје. Само трпението и, како да кажем, онаа хумана страна на Русија и руското раководство го спречува тој настан, иако Русија денеска е провоцирана тоа да го направи уште веднаш. И на крајот, сепак има спас, оти е јасно дека Трамп си има голема слабост. Човек што има 3 жени, од кои првата е жена со словенско потекло, Иванка Тоа Трамп, нема да влие на... и третата е со словенско потекло од Словенија. Мора да се има мала доза на недоверба во вакви словенољубиви анализи. Оти наспроти дилемата дали таткото на Меланија е словен или германец, сосема е сигурно дека нивните мајки се австријски.